се наоѓаме во најрадосниот, највеселиот период во годината, кога сите сакаме и да подариме нешто уникатно, нешто оригинално, а многу пати и рачно изработено. Креативците, ракотворците и сите оние кои што прават чуда со нивните две раце, овие денови се најинспирирани да направат големи изненадувања за сите луѓе кои што сакаат да купуваат. Токму една таква имаме денеска во нашето студио. Нашата драга гостинка Емилија Петковска, ракотворец, која ќе разговара заедно со мојата колешка Оливера, и на масичката веќе се подготвени тие прекрасни чуда, тие убави подароци кои можеби денеска и ќе подариме еден Оле ќе подариме на еден наш гледач и верувам дека ќе успееме преку тој подарок да внесеме магија на гледачите преку екраните, а на нашата гледачка, среќната гледачка, и да ја го разубавиме домот. Како што најави Сузе, секогаш пред новогодишниот период еден од најубавите периоди кога се создава надеж, љубов, топлина, добрина. Токму денес, следните 20 на минути, сакаме да го внесеме тоа преку Добро утро секое утро. Ја поканивме Емилија Петковска, која што е уметник, ракотворец и која што создава магија за сите убави настани. Од Нова година, Божик, па се до моментите како 8 март, денот на влюбените или пак можеби вашите најубави моменти, венчавањето и свадбите. Еми, добро утро и добро дојде во студиото на Алфа телевизија. Добро утро, добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Да, ни го разубави студиото и целиот овој период нареден околу празниците, овие убави екебани кои што ги представуваме во моментот ќе стојат и да не потсетуваат и на тебе и на убавиот период кој што следи. Ти си релативно млада личност која што освен својата професија се занимава и која што со 10 прста создава магија, а буквално од секој детал создава креатива некоја убава, како што еве ова во моментов го гледаме. Кога започна? Кога се пронајде дека имаш талент во изработка на вакви моменти? Ти благодарам. Сосема случајно почна приказната за Decoration Emily. Значи, од идејата да создадам нешто креативно, да биде нешто поразлично, и така настана приказната на Decoration Emily. Нешто различно и креативно. Да, ти имаш и на социјалните мрежи страница Decoration Emily по твоето име, која што ги разобавува настаните на луѓето со дополнителни вакви подароци. Што најмногу се бара кога е, да речеме, новата година? Еве, сега е новогодишен период, претпоставувам со борчиња, со гранчиња. Кој е најинтересен детал и украс во новата година? Па, најчесто периодот околу празниците има поголема побарувачка на вакви икебани, малце поуникатни, поразлични, но исто така изработуваме и новогодишни пакетчиња кои се поразлични од стандардните. Значи, исто може да се види тука како првата кутија со некои ситни детали новогодишни, чоколадца, секако лижавчиња, за најмалите, да. Ама во главно икебаните се најбарани околу празниците. А дали фирми и компании ти побаруваат изработка, да речеме, за повеќе колеги, колешки? Да, изработуваме корпоративни подароци за многу фирми. Тоа ме интересира. Дали може да се направат идентични подароци толку во поголем број? Јас мислам дека секој еден треба да биде уникатен. Секако. Да се разликува од другиот. Секако. Може вака на прво да изгледаат исто, но сите детално, нели, секој детал се внимава, се прави секој посебно, со многу љубов, внимание и секако не може секој да биде ист. Се разликува во барем еден детал. Барем во еден детал, така е. Тоа исто како да дадеш на готвачка, нели, исти намирници, на крај јадењето ќе биде различно. Се зависи од, нели, вниманието, од љубовта што се внесува во подготовката. Сега ме интересира околу другите празници, освен Нова година, ти изработуваш и кутија со чоколадца, со вина и слично за слави и така, и за свадби. Дали им сугерираш како треба да изгледа или секој што дошол кај тебе што те побарал си знае веќе однапред што треба? Па, зависност, има некои клиенти кои точно знаат што сакаат, но има и клиенти што ми препуштаат јас да изработам нешто по моја желба и моја замисла.
И секако, значи, секоја желба на крајот е исполнета, не и секоја замисла станува реалност. Еве во моментот ова претпоставуваме е за Валентајн. Да, да. Ова се кути во форма на срце со кремче, со рози. Да. Задоволни се Сметувам. што дали откако ќе се подари ти испраќаат како е прифатен подарокот од таа личност на кого што е подарена, ефектот? Најчесто им пишуваат и луѓето кои наменат подарокот за нив со преголеми пораки кои се многу задоволни. Благодарност. Да. Така. Еве и тука со чоколадни јајциња, со рози. Значи, тие се бираат каква форма сакат од прилика. Имаш некој каталог или може тоа да се види на Инстаграм страницата твоите изработки? Може да се погледна на Инстаграм и на Фејсбук, Decoration Emily. Decoration Emily. Така, сега може да вклучиме и гледач во линија, што ќе му подариме? Некоја Новогодишна икебана. Новогодишна икебана, доколку сакате топлина и убава празнична магија во вашиот дом, драги наши, може да го свртите телефонскиот број на Алфа телевизија и да ве вклучиме во програма и да си добиете една од преубавите икебани за нова година. Дали имаме гледач на линија? Се уште не, додека вртите, веројатно повеќе вртат, па се блокира линијата. Она кое што ме интересира, дали ти треба подолго време или зависи колку е помалку време, поголем производот, повеќе време, колку од прилика временски ти одзема изработката на една ваква конкретна икебана или ова со мечињата? Па, зависност, но секоја кутија си бара посебно време и трпение пред се. Бараат време кутиите за изработка, но тоа го правам со задоволство и не ми представува тежина или проблем. Секако, ама треба време. Од прилика час, два, три? Па, од прилика и на ваква икебана околу 40 минути. Околу 40 минути, Да. па и не е многу, меѓутоа сепак е време. Да, сепак. Така. Дека се посвети. Те смирува, како се чувствуваш додека го работиш тоа? Оние што плетат, што везат, било која рачна изработка, го смирува човекот. Како ти се чувствуваш? Не го осеќам како работа. Тоа што го сакам да го изработувам, не го осеќам, не ме изморува, едноставно уживам да изработувам и да креирам нешто вака уникатно. Така. Што најмногу се користи, ми јавуваа дека има гледач на линија, па ќе продолжиме со разговорот. Добро утро. Добро утро, Оливерче. Добро утро, кој ни се јавува? Ангелина Динева од Евгелија. Ангелина Гинева од Гевгелија. Драго ми е што имаме дури од Гевгелија, од нашиот југ, и верувам дека, да, ќе бидете задоволни со една новогодишна икебана во вашиот дом. Многу поздрави до Сузана Турунџиева и до гостинката, и до тебе. Ви благодариме, ни го разубавивте утрото со вашето јавување, а ние ќе ви ги разубавиме празниците, бидејќи ќе ви подариме една икебана, која што може, да ќе се договориме по завршување на емисијата како да ја земете. Поздрав, љубов ден. Ви благодарам. Новата година, освен со икебани, со што друго може да се зачини? Со какви подароци? Па, како што кажав на почетокот, со новогодишни пакетчиња, изработуваме и друг вид на кутии, значи, со различни детали. Значи, може да се додаде благо, новогодишни украси, лампиони, чашки. Различни детали може да се додадат, но во главном се задржуваме на кутиите. Значи, Decoration Emily се занимава највеќе со изработка на кутии. Кои се најчестите емоции што ги пренесуваш преку подарокот? Што сакаш да кажеш со... Па, во една кутија има многу вложено труд, љубов, пред се, и секој што подарува една ваква уникатна кутија, која е изработена со многу внимание,
пред се изразува многу љубов. Ги следиш трендовите, еве повторно гледаме некои изработки, ги следиш трендовите на што се прави во светот. Па да, најчесто следам и трендови. Како црпиш идеи? Да, секако мора да ги следиме трендовите и да бидеме во текст со нив, но некогаш се задржувам и на минималистика, но следам секако. Така, кој повеќе нарачува, мажите за да ги изненадат жените или жените да ги изненадат мажите? Па морам да признам, мажите. Поромантични се? Да, мажите се многу романтични, иако можеби некој не го сметаат тоа така, но да, клиенти најголем процент се мажите. Така, и како? Ти пишуваат на страницата, има контакти? Да, ме контактираат и така. Бараат сугестија? Па, да. Најчесто и препуштаат, ми оставаат одврзани раце да изработам нешто по моја желба, бидејќи најчесто мислат и можеби гледаат дека тоа ќе го изработам и најдобро, нели? Како мислам. Кој подарок ти останал што си го изработила најмногу за срце, што си принала некоја порака, ти е некако најдраго? Па сите подароци си имаат свое место. Секој еден го изработувам со многу љубов и би издвоила можеби еден така што имав едно изненадување, девојка од Америка, која е американка, го нашла мојот профил и ми пиша да изненади ме низна пријателка од тука. Направивме голямо изненадување, што тоа ми беше едно така што ми остана. Подарок нарачан од далечина, Да. за личност драга што е тука. Да, подготвивме прекрасно изненадување. Што би им препорачале на луѓето, како да ја шират љубовта преку подароците? Па пред се да можеби да нарачаат некој уникатен подарок, кој е изработен со многу труд, многу внимание, што е внимавано на секој детал и не е едноставно, значи уникатно е. Така, во период кога занеитите некако се на втор план, а масовното производство е на пиедесталот, зошто треба да ги величиме рачните изработки? Па, најпрвен, никој кутија не може да изгледа идентично, за разлика од масовно производство на лента. Ова е пак поразлично, не секоја кутија си има приказна и е намената за посебно за личноста која е нарачена, персонализирана за самата личност. Така. Со оглед на тоа дека работиш од Скопје и Штип, мислам. Да. Како може од другите градови ги испраќаш по пошта? Да, се испраќаат преку карго, 1 до 3 дена е рокот на достава со претходна нарачка. Така. Уште еднаш подсетување Decoration Emily, by Emily, така беше? Не, Decoration_Emily. Decoration_Emily на социјалните мрежи, може да ги најдете овие прекрасни, вакви, слични и специфични, автентични подароци кои што ќе ги разубават празниците, домовите и срцата на вашите блиски. Емили, ти благодарам што пристигна ова утро во нашето студио, што ни го разубаве, ќе не потсеќа овие празници на тебе, нели, периодов, и ќе се видиме во следна прилика за денот на влюбените, бидејќи си ги сакаме тие убави празници. Можеби не се, нели, наши христијански, но си ги сакаме затоа што ако ништо друго, барем тогаш се чувствуваме топло, убаво и хумано. Да, ти благодарам. Секако треба да шириме љубов и да подаруваме. Така, ти благодарам уште еднаш.